Почитувани влюбеници во уметноста, културата и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Денес имам навистина интересен соговорник. Тој е музичар кој што е речиси четврт век на нашата сцена, познат композитор, инструменталист, басист, продуцент, основач е на неколку бендови, Сет, потоа String Forces, да не заборавам некој Калдрма, Chalgia Sound System и денешната последна формација која што има врска со еден многу екзотичен инструмент, но познат на оваа територија, ут. Јас нема да должам многу, бидејќи тука е со нас Доријан Јовановиќ. Му посакувам добре дојде во емисијата Астрорум. Исто така. Ве гледам во работна атмосфера и обично во оваа кризна состојба, додека се уште сме во борба со коронавирусот, знам дека музичарите, иако не им е лесно, им недостасува сцената, сепак си го наоѓаат своето место, својот простор да творат. Ве гледам во студиото, што значи вие сте во полн погон. Како ја доживеавте оваа состојба и какви ви се очекувањата? Од една страна да, од една страна има предности целава состојба затоа што можеше да повеќе се посветам лично на работата во студио и на се она што со години се собирало како материјал, а од некакви причини, некакви стратешки, некогаш некој однемање време, однемукаат, останале неупотребени. Па јас барем за себе решив сето тоа некако да го склопам и да го средам и барем да го искористам периодов да го затвориме минатото. Барем нема ништо од минатото што ни тежи, ајде да идеме сега напред. Што мислам дека целата поента на ова може да биде само тоа, да гледаме напред и да се надеваме дека се ќе биде подобро. Ова емисија обично е портретна, ги представува нашите соговорници хронолошки, развојно и секако. Па сакам да ве прашам на почеток дали паметите кои беа првите допири со музиката? Кога всушност ви стана јасно дека ќе се занимавате со она што се занимавате денес? Кој беше вашиот прв инструмент? Тука има неколку прашања. Првото, кога ви беше јасно, мислам дека денес не ми е јасно дали се занимавам со ова или дали ќе се занимавам со ова. Прв инструмент ми беше гитара, уствари некои, да кажеме, рудиментарни чекори на клавир, кои што вујко ми Горан имаше доволно трпение да ме седне на некои 5-6 години да ми покажува и го мразев заради тоа нормално. Меѓутоа, покасно некаде при крај на основно почна гитарата многу да ме интересира и од таму, да кажеме, почна целиот мој интерес, некаков автохтон интерес кон музиката. И од тогаш е практично на некаков, значи, одма, на почеток да кажем, јас не сум школуван музичар, немам ни нижо, ни средно, ни никакво музичко образование. По образование сум електроинженер, информатичар, бидејќи сум од постара генерација, ние учевме многу електроника, така што и електрониката ми е блиска. И ете тука влегуваме у таа почетно, иако почнав со гитарата, повеќе ме интересира електронските инструменти, меѓутоа
бидејќи растев во време кога тоа на овие простори беше многу тешко да се обезбеди, јас и се свртев на гитарата како на израз, затоа што беше поевтино просто. Кога се дете, тоа нема многу избор. Меѓутоа, покасно кога можев да си дозволам да барем некој од тие справи за кои што сум сонувал као мал ги имам, пробав да ги набавам, нешто имам, нешто се уште би го сакал да набавам, ни тоа не е лесно дури ни денес. Значи, во средна школа да кажам, тој мој музички пат е малце од другата страна, повеќе од снимателската, затоа што мене ме интересираше да снимам, пред се и да создавам музика на некаков начин сам, затоа што сум самоук, вајде тоа некако тоа сам иде те тера на тоа. И начинот за тоа да го правам беше да сам свирам повеќе инструменти и да тоа некако го снимам. И тука ми се спојуваше електрониката, правев некакви мали миксерчиња, снимав од касетофон на касетофон, правев некои други уреди, појачала, предпојачала, за да сето тоа може да функционира. Разноразни микрофони, што е ефтини, понекад ќе се најдеш и некој добар микрофон да снимиш, нели, подобро малце, и ќе се запрепастиш колку подобро се звучи кога имаш добар микрофон. И се така практично до факултет, кога почнав да студирам, кога и го почнавме сет, односно пред сет постои една друга група која што се вика Плавајс. Значи не Плајвас, како што е зборот, нели, Плавајс. Да. Тоа беше као некаква пермутација несакана, ама искочи интересна, во која што членувавме јас и Васко Бојаджиски, кој што понатаму нели бевме во сет. Од таму тргна нашето пријателство, и Бојан Угриновски, кој што во таа смисла не свиреше со нас, меѓутоа беше секогаш со нас, учествуваше во музиката и многу повеќе од нели само што денес го гледаме како тонец, меѓутоа учествуваше и во музиката и во тоа што го правиме. Како некој Брацо Зафировски за Лепи со, или Мартин за Битлси, така натаму. Од прилике, да. Значи, бидејќи бевме нели другари, се дружевме, слушавме иста музика, нормално дека ние што свириме, као ќе правиме музика што е под влијание на тоа што го слушаш, што беше блиско и со него, и тоа така некако убаво функционираше како едно друштванце што се занимаваме со нешто. Сега Плавајс беше наменски направен за Рокфест реално, меѓутоа искочи поуспешно него што се надевавме, јас мислам. Освоивме второ место и од публика и од жири. Меѓутоа тоа е 88 или 9, не сум си мислам дека е 9. И не дека имаше некоја посебна награда во целото тоа, меѓутоа тука тргна приказната и јас и Васко, да кажам, на некаков начин се осиливме, се окураживме да идеме понатаму, се споивме со Владан и од тука тргна приказната за сет малце покасно. И сето друго мање више е познато, нели? Сет беше... Извинете, Доријан. Кажи. Тоа се некои јадра, со сите гости разговарам, имено гледам пред себе книгата каде што на Ненад Георгиевски, каде што вие имате голем удел, неколку албуми се тука споменати во различни формации, и Калдрма и Чалгија Sound System. Па ми падна на памет дека едниот оној кружок е околу Гоце Стевковски, Емин Џијан, а другово Зародиш има токму во Сет, потоа поминува во String Forces, па од String Forces овој другиот правец, зашто и тука имаме и во така наречениот етно повеќе разгранаци. Знаеме што направи Анастасија, сепак ова што го правеше String Forces си зема еден друг правец, ја афирмираше Чалгијата. Кажете ми, тогаш кога ги основавте String Forces со Алфрида Тозиева, таа живее во Америка, што размислувавте? Тогаш на вистина звучевте уникатно. Да. Па добро, првиот албум не помина добро, мислам, од проста причина што ние немавме, прво,
Ние реално тој албум многу долго веќе го свиравме, скоро 5 години го свиравме во живо и достигнавме до албумот, ние веќе самите бевме уморни на тој албум. Меѓутоа, не, мислам, и денес како ќе се осврнам условите во кои што го правевме и времето што ни требаше за сето тоа да го направиме, беше стварно долго и можам да кажам ако трпно не дека сега не патевме, ама не беше лесна таа приказна и многу брзо откако го завршивме некако сакавме да го затвориме дека тоа нели некое минато и да се свртиме кон ново, затоа што во 5 години поминало толку многу музика нели што сме слушале, што сака да си најде израз. И во тие 5 години и јас и Алфрида прилично, сега да кажам, се свртевме, дали на некаков начин навлеговме во нели таа world music и почна да не интересира тој звук и од тука се појави нели и Каде бегаш и Келари и целиот Изохронија албум како звук. Факт беше дека и технолошки бевме малце поспремни во однос на претходното и што ни помогна да го добиеме тој звук, звук да биде малце поразличен од сето тоа, посебно во тоа време поп сцената беше нели прилично дефинирана од она што го работеше Дарко Димитров. Не, мислам без никаква оценка што е тоа, не дека беше лошо или не, напротив. Меѓутоа, ние сакавме нели нешто друго, а од друга страна нели Алфрида е женско, исто така беше малце различно од сите други групи дека имаме девојка во бендот која не пее, него свири виолин, односно виола, и веќе автоматски те става нели во некаква друга звучност која што одскокнува од све. И инсистиравме на тоа дека сме жив бенд, дека не правиме музика само за да биде направена, него затоа што тоа го сакаме. И Изохронија, веќе на Изохронија, друго работевме Изохронија, јас лично барем, и она што го разговаравме со Алфрида, ние с тие дружења, дојдовме полека до чалгијата како некаков наш интерес во нашата традиција, каде што очигледно никој нема, што мање више заборавена, во тоа време беше многу позаборавена и многу поизигнорирана а богата. Нешто што има многу да се истражува. Нажалост, некои работи мислам дека се изгубени и дека нема да може да се вратат, меѓутоа ова што го правиме со Чалгија Саунд Систем барам пробуваме да го зачуваме на некаков начин. За среќа се случи филмот Кейв и оние луѓе што и јас имав среќа да ги запознам на работилниците кои што ги држеше покојниот Пеца Атанасовски. Тој човек направи многу на оваа сцена, бидејќи само да споменеме, ние во оваа емисија сме зборувале и со Ристо Солунчев и со Мартиновски. Така што знаеме кои луѓе излега од таму. Тие се провлекуваат сега низ бендовите Баклава, Љубојна и така. Кажете ни за тоа време. Со Чичко Пеца се упознав по друга линија, по линијата која он свиреше со Бодан и имав неколку кратки, да кажам, среќавања со него, кај што има луѓе нели со кои што можеби еднаш или два пати само ќе се видиш во живот, меѓутоа со својата енергија и со својата желба да го пренесат искуството и знаењето што го стекнале, толку многу ќе те обземат што не можеш да избегаш од тоа, нели? И тие неколку пати биле доволно да човекот ти всади нешто како некој црвче, нели, кое што ќе си бара да прерасне во пеперутка. Гасеница требаше да кажам. И меѓутоа јас не бев дел од неговите семинари, тоа беа нели членовите на оркестар Пеца Атанасовски, Ристо Солунчев, Мартиновски, Дејан Спасовиќ, Веле Солунчев, брат на Ристо, потоа Сибо, има тука и други што јас не можам да се сетам, меѓу кои е и
Верче Милошевска, Смики од Сав, да, Верче Смики од Сав. Сега по надимаци не секогаш ми се сеќавам на имињата, сепак беше одамна. И тоа беше отприлике времето, ние кога го правевме Изохронија, оркестарот Пеца Трансовски го снимаше тој свој прв албум кај Тоше Поп Симонов, кој што верувам дека си го слушнала и кој што е по мене е нели стандардот како треба да звучи македонската изворна музика во тој изворен ансамбл, која god да е комбинација, и што исто така многу влијаеше на мене. Потоа тоа продолжи во тоа некој другарство со Веле Солунчев, кој што беше и гостин на Изохронија на Мали души меѓу другото, и како некаков дух во Каде бегаш. И тоа премина во соработка на еден албум што на жалост не е издаден со тетка Рајна Спасовска, на кој што оркестарот во тоа некој 2002 отприлике време по иницијатива на Веле снимија албум со тетка Рајна, не знам дали колку се луѓето запознаени, меѓутоа тоа е пејачка исто од нели веројатно 50 дури почната, која што има соработувано и со Чичко Пеце, меѓутоа да кажеме ја нема тоа внимание на кое што го доби тетка Вања. Жената беше стара во времето кога снимавме, веќе беше во 80-тите свој и тоа беше нели веројатно последна прилика да ние ја снимиме. И снимивме албум кој што е исто така многу добар албум, меѓутоа од мали милион причини тој албум не се издаде. И тој стои тука кај мене и кај луѓето што учествува и си го преслушаваме и се чудиме на богатството што таму го има. А зошто не го издадете? Постојат некакви пречки тоа да биде сега сторено или просто не го дошло времето? Тогаш беше другчи договорот за како тоа да се изведе и работите се смени, за да не ги навлегувам нели сите детали зашто. Тој што требаше да го издаде не можеше повеќе да го издаде, не беше способен нели во моментот и тоа се уште беше времето кога CD-то беше главен медиум, нели 2003 година реално. И сите овие години тоа беше преголем залаг за музика која што реално има повеќе архивска вредност него некоја. Меѓутоа, да, мислам дека сега може многу лесно да се изведе. Сепак јас пробав да дознам дали се тие песни дури дали ги има во Институтот за фолклор и открив дека повеќето песни, односно многу мал број од песни што ги сними тетка Рајна фактички не се ни во Институтот за фолклор, така што со тоа ова CD има и таква една нели архивска вредност која што треба да се испочитува и веројатно ќе се поработи на тоа во текот на овие година-две да тоа се појави, па макар било и на CD нели сега од некакви историски причини повеќе. Сега после String Forces доаѓа и Калдрма, а потоа и Чалгија Sound System. Чалгијата, луѓето па и ден денес мислат дека е нешто априори дојдено од Турција и дека само таму постои, но ние знаеме дека е тоа автохтон еден состав кој што е карактеристичен за Македонија. Тоа многу добро го објаснува и филмот Кейв. А филмот Кейв е една логична последица на една навистина значајна меѓународна работилница, каде што се голем дел од соговорниците во филмот беа учесници на таа работилница, но сеедно како е дојдено до филмот, важно е дека конечно на вистински начин и вие преку вашата музика и преку овој филм на Ристо Солунчев ја афирмирате чалгијата која што била карактеристична, да ја споменеме велешката колку е важна, тоа е една посебна естетика која што ако се спореди со турските состави ќе се види дека е навистина нешто автохтоно, нешто автентично, карактеристично. Не е истото, реално. Македонија не е исто. Од каде таа фасцинација и таа храброст да се зафатите со афирмација на овој вид на музика, бидејќи знаеме дека најтешко е со потврдените вредности, со убавите нешта да се експериментира.
што си рековте, што смеам, што не смеам да направам? Па, добро, експериментирањето повеќе беше во String Forces. Сега, String Forces е некоја рамка во која што, да кажеме, експериментирањето е една од алатките како тоа функционира, бидејќи дури ни рок-н-ролот во String Forces не е рок-н-рол, него е некаков експериментален рок-н-рол. И на некаков начин, бидејќи сето тоа тргна од изохронија, каде што беше оригиналната идеја за некакво приклонување кон чалгијата, некако решивме дека следниот албум, мислам тоа решивме, кога кажувам буквално беше на групно ниво, дека ќе зачекориме по храбро и по длабоко во чалгијата и нели, кога за да нешто можеш, со нешто да експериментираш, мораш да го научиш барем нели некој основен материјал за тоа, за да можем да имам со што да работам. Тука се појави идејата за Калдерма и за која што беше соработка со оркестрот Петце Танасовски, кои беа луѓе кои што сепак учеле за изворната музика, за традиционалната музика во целина и на таков начин спремни во нешто што ние како современи музичари не бевме баш, нели, бевме малце босички. И Калдерма пред се беше како некаков чекор кон нашето започнување да ја изучуваме чалгијата. Понатаму беше Silky Way на String Forces, во кој што многу отворено, нели, имавме желба и идеја да добиеме чалгиски призвук во модерен, нели, звук со електроника. Мислам, тука па од друга страна референца е Анастасија со Ноктурнал, кој што е веројатно еден од најзначајните албуми на 90-тите, јас би можел да кажам за македонската музика. И исто така и како естетика, и како приод, и како звук на крај кој што е постигнат да тоа стане, нели, осовременето. И тоа е одговор на тоа прашање. Од тука понатаму се двои 2006 е, нели, таа школа за чалгија со сите соговорници што се во филмот. И од тука се двои идејата да се започне една група која што би била стриктно чалгиска, што е денеска Чалгија Sound System. Се случува Добрила Грашовска, откровение од таа. Се среќаваме со Добрила. Да. Мислам, Добрила, нели, со својот глас, мислам дека природно е дадена да пее чалгија, едноставно. Мислам, и сега, и целото нејзино одраснување и познавањето на песните и блискоста кон тие песни и бојата на нејзиниот глас, сето тоа е едноставно као да некој решил да дизајнира особа која што ќе биде за чалгија. И да, ние се упознавме на таа школа, Добрила и го доби и, да кажем, местото таму кое што требаше да го добие, да се знаевме порано. И нормално беше дека ќе сакаме да продолжиме нешто да правиме заедно. Сега тоа така се изфилтрира и почна Чалгија Sound System со првиот албум 2010 кој што е стриктно традиционален, изведен и во живо, што е најпригодно за таа музика, бидејќи таа музика која што така живеела пред се. Тоа е периодот кој што немало снимање, немало тоа што се случувало сега и тука и толку. Чалгијата, односно тој звук е се уште жив, но особено ме радува што кај нас се реафирмираше, да кажеме, и тоа на еден многу поинтересен, поуниверзален начин. Како гледа светот на македонската чалгија? Дали имате некакво искуство како вашата музика? Кај нас знаеме дека буди емоции, сеќавања, топол е, близок ни е звукот, но како звучи надвор? Дали има фасцинираност од Па сега, нели,
тоа надвор е исто така интересно, затоа што на жалост политиката и на Југославија, нели, во времето, на она време, и политиката како политика, онаа со која што и секојдневно сега се среќаваме, Бугарија, Грција, лево десно, имала свое влијание, така што оној научнички поглед на чалгијата е многу, имаме многу борба таму, да кажеме. Меѓутоа, обичниот човек на тоа гледа како на еден многу екзотичен звук и они многу подобро го приметуваат спојот исток-запад, него ние. Нас не нели премногу блиску и нели од дрвото не може да ја видиме шумата, они некако подобро ја гледаат шумата. И меѓутоа, нели, за некој што со кој прв пат се среќава со тоа, има екзотика во тоа. Може би најдобар пример е тој мој другар Џулијан, кој што е по потекло од Скопје, татко му е, нели, скопјанец, стар скопјанец, меѓутоа он е роден во Англија, одраснат во Норвешка и има и баба, односно денеска имал на времето баба, сега има тетка и некакви други роднини по Скопје и доаѓа овде често и така започна ние да се дружиме. Во почеток повеќе се наоѓавме во муабет него во музиката, меѓутоа тој однос еволуираше и кај мене и кај него, ја мислам. И успеав, мислам, несмислено него, едноставно со он слушајќи со што јас се занимавам, успеа да се зарази со чалгијата и он. И почна и он да се интересира за тоа и минатата година успеа да изорганизира да направиме една обработка на Јовано Јованке со норвешки музичари, со музичари од тука, така една малце поголем проект. Па јас и Добрила бевме на неговиот промотивен концерт во Норвешка и таа соработка продолжува, меѓутоа пандемијава се нормално сите планови ни ги поремети, ни ги одложи барем сега за сега. И ќе продолжи. Јас со него имам сработувано на 3 албуми, од кои што на 2 малце повеќе, да кажам, ангажирано и веројатно ова што ќе биде како трет албум ќе биде Добрила, јас и он како некакво јадро на тој негов проект. Така што да, мислам интересно е како нели дека иако човекот одраснат во тотално друга средина, си се наоѓа близок со таа музика и многу лесно ја прифати на некаков начин. И вие од еден басист почнувате да навлегувате во тајните на инструментот уд или уд, како веќе се среќава во нашата терминологија. Кажете ми како тоа не постоеше ли страв кога треба да се научи да се свири канун или уд, сепак треба да се имаат примери во оние органски развиените музичари. Не е така едноставно. Да, можете да отсвирите ноти на тој инструмент, но треба да навлезете во стилистиката, во како ви одеше тој развоен пат инструменталистички. Вие и денес имате секогаш предизвици, свирите на стик. Значи тоа е на посебна нова димензија, изгледа постојано си поставувате некакви задачи и изведувачки и композиторски. Да, изгледа може така да се во моментот нели кога да кажеме ја научив гитарата во смисла да го разберам принципот на гитарата, не дека сум ја некој гитариста, ни одалеку не сум. Меѓутоа логиката на жичените инструменти ми остана најблиска. Денеска сум со клавиатурните сум многу како Питер Габриел со 3 прста ги набадам нотите. Жичените инструменти ми останаа многу поблиски. Јас брзо преминав од гитара на фретлес бас, без прагови, да кажеме не темпериран. И во целиот период на сет и почетокот на String Forces јас го свирав тој бас и да кажам дека тоа дека немам прагови, дека немам темперирани ноти ми некако стана дел од мене, дека мислам, затоа што тој период на развој каде што работите стануваат дел од тебе многу интимно,
Тоа е тоа што направи третиравте, извинете Дорија, многу е интересно. Фретлес бас знаеме како што го свири Еберхард Вебер, да речеме, што нетемперирано толку повеќе шмек има, но вие го потребувавте како мелодичен инструмент. Значи и прекосевте на природата на инструментот. Тоа ви даваше повеќе можност, не сте ограничени. Мислам дека фретлесот како сам по себе, бидејќи ако се видат сите, нели, мислам сите, не сите, него тие сите позначајни фретлес басиски, сите они го користат по мелодиски. Мислам дека таа боја на нетемперираност те тера да го имаш изразот на челиста или сега виолиниста не можеш, нели, според опсегот, меѓутоа барем ко челистат дека имаш еден мелодиски израз кој што темперираниеве го немаат, нели, затоа што стануваш се поблиску до гласот на одреден начин, сега во случајот тенор глас, ама тоа е тоа што те тера, ако се види, па чак и Джеко, мислам, и он го третира прилично мелодиски, иако нели он е тој што го револуционеризира инструментот, меѓутоа јас повеќе бев наклонет кон таа школа на Перси Джонс или Мик Карн или Пино Паладино, кој што баш дури и во поп музика го третира потполно како мелодиски инструменти, има своји делови во песни кои што беа поп хитови, каде што одеднаш басот е напред со својата мелодија, што денеска да го направиш, мислам дека ќе биде скоро скрнавање на попот. Да, и тоа некако мене утотија денеска го гледам како продолжување на тој бас, во смисла, нели, тргнувам од тоа некој тенор подрачи и завршувам горе во некој аут и пристапот ми е се уште кога го свирам моето, нели, е со тој израз како на фретлес бас. Да, во меѓувреме пробуваш да научиш чалгискиот израз, кој што едини начин да го научиш беше да слушаме снимки од македонската радиотелевизија, од архивата, кој што со Чичко Душко, преку Чичко Душко, нели, успеавме да извадиме многу поголем број од она што беше достапно. Нормално. Зборуваме за Душко Димитровски, сопругот на Вања Лазарова, кој што има важна улога во развојот на сите овие оркестри што ги споменуваме, Пеца Атанасовски, на сите етно ворлд бенднови во земјава. Па да, и Анастасија, и Горан Трајковски, и оркестарот Пеца Атанасовски, и сето тоа. Чичко Душко ни помогна во тоа да можеме да добиеме пристап до многу повеќе снимки од архивата, нели, каде што биле снимани и состави кои што не секогаш биле емитувани на радиото. И да чуеш, нели, различни ансамбли, и различни пристапи, различна звучност, нели, Велешка, Охридска, Битолски регион, сите тие различни пристапи. Меѓутоа и, нели, турската и арапската музика, бидејќи утот е таму еден од доминантните инструменти, еден од главните инструменти, кои што се исто посебни во својот израз. И сега тука е веќе некаков избор што повеќе ти се свиѓа, нели? Мене лично повеќе арапскиот ми се свиѓа и некако го осеќам поблиску него турскиот израз. Маками сакате? Па макамите ги има и ваму и таму, различно се толкуваат, нели, различно се свират, различна е таа мелосот е различен потполно, украсите се различни и на крај, да, естетиката е различна. Ја некако осеќам поблиска таа арапска, меѓутоа кога кажам арапска, тоа се однесува на многу поширок регион, тоа е реално Либан, Сирија, Јордан, па чак и Израел, независно што е, нели, Израел не се арапи во този смисол, Египет, Ирак. Сигурно бевте на концертот на двата концерти на Раби Абу Калил, имавме среќа преку Скопскиот џез фестивал да гледаме и такви музичари, да не допре и таква музика. Да, Раби Абу Калил е реално мојот прв контакт со утот. И на џез фестивалот и преку CD-ата претходно, нели, кој што ги издаваше он за ECM. И во тој период беа многу, нели, и од негова страна храбри, нели, со Будачки квартет, со
со инструменти, нели, кои што се сепак по-некако западни, да ги наречеме. И на некаков начин он е можеби првиот кој што ми го предочил инструментот. И сега понатаму нели ќе најдеш нели музичари кои што се по вични, по храбри, се има многу различни уџи, нели. Меѓутоа Раби и посебно тоа можност да го видам него на џез фестивал, што не е само за Раби, како феномен, него и за еве, ти го спомна Вебер, Еберхард Вебер и Јан Гарбарек, сите тие работи што сме ги виделе на џез фестивалот многу влијале, мислам не само на мене, него и на другите што ги спомнавме во муабетов, на нивниот израз и веројатно и желбата е за работа, затоа што сме виделе многу битни музичари кои што Оливер ги има донесено на џез фестивал. Доријан, ние можевме во оваа емисија да ги набројуваме сите албуми, сите успеси, сите ваши соработки дома и надвор, но мене искрено ја искористив можноста да прашам она што мене ме интересира за вашата музика и зошто музиката звучи така, зошто соработувате со тие луѓе. Сметам дека и на гледачите ќе им биде доволно интересно да навлезат во вашиот музички свет, а за другите работи ќе може да прочитаат во вашата биографија на блогот на Литература МК, и кога ја споменуваме Литература МК, кога ќе се видиме во живо, вам ви припаѓа, како и на сите мои соговорници, по една книга од продукцијата на Арс Ламина. Можете да изберете, сега е во тек гараж сейл, значи има многу книги на попуст, но какво време живееме, можам да не ви подарувам музичка книга, туку кој владее со светот. Сите не интересира и по прашање на пандемијата и вакцината. Мислам дека Ноам Чомски ќе ви биде добро четиво. Ова е за вас кога ќе се видиме. Јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор. Ќе ви посакам да ве држи креативноста, како што ни помалку ни повеќе ве држи 25 години, секогаш пред времето, и секогаш ви успева да ја скршите онаа бариера да останете, да станете разбирлив и за пошироката публика, иако првично не се обраќате на неа и не со таква предумисла. Иако првично не сум разбирлив. Да, обично така оди. Да, добро. Доријан, благодарам за разговорот. Добро, многу за разговорот, да. Сега се видиме.